Одлучувачките или превртливите држави се клучни за освојување на Белата куќа. Во овие држави се одржуваат најжестоките, најскапите политички кампањи. Па како функционира сето тоа? Повеќето држави се црвени или сини, републикански или демократски и се знае за кого ќе гласаат. Но во одлучувачките држави исходот може да се промени. На кандидатот му требаат 270 од 538 гласови на електорскиот колеж за да ја добие претседателската функција. Одлучувачките држави ги обезбедуваат потребните гласови, дозволувајќи им на кандидатите да го поминат прагот. Оваа година клучевите во Белата куќа ги држат Аризона, Џорџија, Мичиген, Невада, Северна Каролина, Пенсилванија и Висконсин. Меѓу нив има и 93 гласови на избирачкиот колеж кои може да бидат црвени или сини. Овие држави имаат тенки изборни маргини поради речиси рамнотежата меѓу републиканските и демократските гласачи. Промената на демографијата и конкурентните погледи помеѓу урбаните и руралните области ги прават резултатите непредвидливи. Дури и малите промени може да имаат влијание давајќи им на Камала Харис или Доналд Трамп предност во изборниот колеж. Ова и претходно се случило. Во 2016 година Трамп ја освои Пенсилванија со 0,7% разлика, обезбедувајќи 20 гласови на електорскиот колеж и претседателската функција. 4 години подоцна пак Џо Бајден ја врати државата со 1,2% помагајќи му да ја освои Белата куќа. Истата година Бајден победи со тенко мнозинство од 12.000 гласови во Џорџија, претворајќи државата од црвено во сино за прв пат по речиси 3 децении. Одлучувачките држави се непредвидливи, но едно е сигурно. Тие ќе имаат огромно влијание во 2024 година. Во овие држави секој глас е важен.